Темата на денешната пресконференција е регулирање на увозот на употребуваната техничка стока и забрана за нејзино пуштање на пазарот. На пресконференцијата ќе присуствуваат, односно ќе зборуваат и председателот на групацијата на провајдери на дигитални решенија при Стопанската комора на Македонија, господинот Александар Пајковски, и подпредседателот на групацијата, господин Мирко Марич. На почеток ќе му давам збор на председателот на групацијата, господинот Александар Пајковски. Почитувани, чисто сакавме да се информираме што направивме за оваа година откако работиме како групација. И една од нашите примерни цели беше регулација на увоз на користена и стара IT опрема во нашата држава. Во оваа дејност на регулирање и нашиот притисок да се регулира целата постапка, значително ни е важна јавната свест и заради тоа би сакале да информираме дека до денеска имавме неколку активности каде што разговаравме за сите опасности што ги носи увозот на стара опрема и што значи увоз на стара опрема и што значи скриени трошоци кои не се гледаат при набавка на ваква опрема каде што единствениот критериум е најниска цена. Во овие активности имавме добар значаен партнер во Министерството за животна средина, каде што заеднички разговаравме и ги согледавме сите параметри и зашто праксата која веќе е одомаќена и се уште се работи во Македонија, тоа е увоз на стара користена IT опрема за користење не само во приватните компании, туку и во државните институции. Тоа е дел каде што уште еднаш сакаме да известиме јавноста дека е нешто што мора да се заврши во најскоро време. По регулативите, а ние сме подписници дека ќе ги следиме регулативите на Европска унија. Увозот на стара опрема секаде околу нас, не само во членки на Европска унија, него баш во сите земји околу нас, е дозволено само за користење за своји потреби. Никако не стара опрема да се пушта во трговија. Значи тоа е таа регулатива што сакаме да ја постигнеме и тука, затоа што ако не го направиме тоа овде, Македонија ќе се претвори веќе е отпад за користена IT технологија од Европа. Затоа што ним многу им е поевтино да извезат опремата во вакви пазари, отколку да ја уништат кај нив по регулативите за уништување на електронскиот. Откако институциите ги запознавме со нашите активности и презентацијата на Western Balkan Digital Summitот, наредните активности наши се однесуваат да ја запознаеме пошироката јавност, односно директно корисниците на IT опрема, да може да знаат за нивните штетни влијанија на таа стара опрема, но и скриени трошоци кои кријат. Свесни сме дека навидум старата опрема е поевтина, тоа е факт во моментот, но по сите калкулации наредни вода дека ниската цена е на краток рок, не е тоа долготрајно. И дека вистински заштеди се прават само со солидни IT решенија, со современ софтвер и стандардизиран хардвер. Можеме да ги поканиме сите останати компании кои сакаат да се вклучат. Ние сме групација отворена за сите нови членови кои се заинтересирани за ова. Исто така може да не контактираат и сите кои имаат потреба да се информираат за некои наши активности дополнително што и како се одвиваат. Штетните влијанија најмногу се однесуваат на старата опрема, каде што постарата опрема имаат со помали регулативи на потрошен материјал како што е тонерот, многу повеќе кај старите апарати се користат компатибилни тонери што се многу штетни по здравјето на самите работени, а со тоа знаеме дека потоа тоа се одразува на здравството, каде што се намалува работоспособноста на вработените и многу други работи кои влијаат на тоа. Најмногу се набавува опремата од западните земји, каде што нормално западните земји сакаат таа опрема да дадат по било која цена, дури и некојаш и за 100 евра, за 200 евра, само колку да изнесат од нивните земји, да не им остане како отпад.